civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ќе се осврнеме на една крајно негативна и ретроградна појава во наше општество, што е тесно поврзана со трговијата, поседувањето и употребата на нелегалното оружје. А тоа е, како што спомна, славеничкото пукање. За жал, кај нас се уште обстојува ваквиот чин на прослави, што како остаток од некои минати времења кои се одам заборавени во повеќето цивилизирани земји. Тоа секако представува и сериозен ризик за безбедноста, здравието на луѓето, а и забрането со закон. Бројните жртви од славеничкото пукање се појавуваат секоја година. И наместо прослава на некој настан имаме голем број на мртви, ранети, и наместо радост имаме болници, полиции, судења, погреби. Но тоа за некој изгледа не представува пречка и понатаму да прославуваат на овој начин. И без разлика дали се пука на слави, свадби, родендени, раѓање на дете или пак победа на омилената партија или омилениот кандидат на изборите, имаме бројни примери на трагични завршетоци на ваквите прослави. Нечесто заскитан куршум убил или повредил случаен минувач или учесник на самата прослава. Без разлика колку славениците мислат дека владеат со оружјето, треба да имат на ум дека и најголемите професионалци при употреба на оружјето може да сгрешат. Има една стара поговорка која вели и празната пушка пука еднаш годишно. Значи, секој куршум испукан во воздух мора да се врати на земјата. Тоа е просто законот на гравитација и при неговото враќање во најголемиот случај при ваквиот славенички рафален облик на радост се користи илегалното оружје или нелегалното оружје. И сега има една ситуација како нус производ, да? Океј, продолжи, да. И сега како нус производ на трговијата со илегално оружје има и појава на еден инвентивен, по наводници, бизнис со изнајмување на оружје за славеничко пукање. Значи, славеникот не мора да поседува оружје, едноставно може да има треба да има желба за тоа и тука се појавуваат овие бизнисмени кои работат по принцип рентаган, доаѓаат на самата свадба со цел арсенал на различно оружје и муниција во багажникот, доаѓаат на местото на везелба и за одредена сума пари му го изнемуваат оружјето на веселиот гостин за да може рафално да искаже својата радост. Нели, за последиците најчесто слушаме отпосле во билтените на МВР и за жал најчесто жртвите се случајни минувачи во блиската околина кои често пати се наши познаници, соседи, пријатели, можеби и родни. Ние како организација Цивил континуирано ја следи ова негативна појава за трговијата со нелегалното оружје, често и алармира и до јавност и до надлежните институции, како и секоја година излегуваме со серија препораки за контрол над оружјето и негово некористење за ваков вид на прослави. И како што кажав и претходно, славеничкото пукање е забрането и со закон и тоа припаѓа на некои минати времења кои освен што е примитивно, тоа е значи и опасно и незаконско. И мислам дека крајно време за сегнатите страни, институциите, владата да преземат посериозни чекори за наредување на култот кон оружјето и другите проблеми поврзани со него. Значи, и контролата на оружјето не е само полициска задача, туку таа е дел од долгорочните и мултидисциплинарни мерки за спроведување на култот за спречување на култот на оружјето, во кој треба учество да земе целото општество. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.